Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вчера вечерта приреди ифтар вечера по повод рамазанските пости. На традиционалната вечера присуствуваат членови на владата, министри и други функционери, како и членовите и симпатизери на ВМРО-ДПМН и на коалицијските партнери кои се од исламска вероисповед. Груевски го честиташе големиот муслимански празник и на сите припадници од муслиманската вероисповед им посака многу здравје и успеси, а посака и заедно да се радуваат на, како што рече, наредната победа на изборите. Дозволете кратко да ве поздравам, да ви се заблагодарам што дојдовте вечера на овој заеднички ифтар на членови и подржувачи на ВМРО-ДПМН. Ние веќе ова го направивме една вид и традиција, трета година поред. Секоја година во периодот кога е овој муслимански празник организираме барем по една ифтар вечера. Сакам на сите што сте од муслиманска вероисповед да ви го честитам празникот, да ви посакам многу здравје, да ви посакам здравје и во вашите семејства, на вашите најблиски, да ви посакам исто така хармонија, мир во душата, успеси, среќа и радости во вашите семејства и во вашето окружување. И да се радуваме заедно на наредната победа. Албанците и македонците муслимани, како и сите останати етникуми, го поздравија овој гест на ВМРО-ДПМН за организирање на ифтар вечера, која веќе преминува во традиција. ВМРО-ДПМН веќе неколку години поред приредува ифтарска вечер по повод Рамазан. Како го оценувате овој гест? Го оценувам како позитивен гест и се надевам дека ќе продолжи во иднина истото и че другите партии ќе земат пример за оваа работа и тие ќе организираат исто вака ифтар. Па тоа најпрво премина во традиција еден одличен гест од страна на владеачката партија, односно на ВМРО-ДПМН, и тоа за нас како македонци и муслимани представува не само гест, туку чест, доблест и задоволство кој ни го приредува самата партија, бидејќи се грижи за нас, за нашата нераскинлив дел, како тоа го нарековме, нераскинлив дел од македонскиот народ, и тоа за мене представува еден став кој што го има партијата кон нас, дека ние и македонците немаме никаква разлика освен религиската припадност. Токму и за тоа денес вечерва сме тука да го одбележиме овој ден и мислам дека тоа нема никакви препреки, напротив е многу добар чин. Овој гест го оценуваме во насока на развивање на она што значи мултиетничко и мултиконфесионално општество, нешто што треба да се негува во рамките на демократските процеси. Тоа е добар потек и ние со задоволство како представници на египчаните сме тука и ова ни представува огромна чест и во оваа прилика поздравувам оваа идеја и ова нешто треба да стане традиција што треба да се негува и почитува. Многу добро и многу благодарни сме до сега на овие вечери. Јас сум виден по трет пат во Струга и два пати овдека. Да се многу благодарни и многу фино и напред само да одите. Во однос на обвинувањата од страна на опозицијата дека ВМРО-ДПМН е националистичка партија, македонците муслимани, албанците и останатите етникуми категорично тврдат дека тоа не е така, туку спротивно, ВМРО-ДПМН е една партија која ги сплотува сите религии и националности во едно. Опозицијата ја обвинува ВМРО-ДПМН за национализам. Дали сметате дека ВМРО-ДПМН е националистичка партија? Не, воопшто не сум дека е националистичка партија, туку тоа само се некои само изговори на некои личности и некои партии. Па не, категорично тврдам дека не, бидејќи ВМРО-ДПМН се грижи за сите, за македонците муслимани, за останатите категории на граѓани во држава етникуми, бидејќи посветува внимание затоа што има добро развиена стратегија и едноставно ВМРО-ДПМН не е националистичка партија, туку напротив една партија која ги сплотува сите религии и националности во едно, како една целина. Тоа е мој став и категорично тврдам дека не е националистичка партија. Како египчани сме секогаш партнери на ВМРО-ДПМН и да се каже за национализам во вакви услови кога се негуваат мултиконфесионалниот карактер навистина е нешто нетипично и за нас неприфатливо и сметам дека тоа е повеќе политиканство отколку реалност на една објективна стварност. Затоа сметам дека тоа е нешто во рамките на дневно политичките активности, но не треба да се злоупотребува особено во вакви мултикултурни, мултиетнички општества како што се македонското општество, бидејќи тоа не е во интерес на Република Македонија.
Инаку ВМРО-ДПМН е отворено во изминатиот период ја застапува политиката на инклузивност кон македонците муслимани, но и на припадниците на другите етнички и верски заедници. Во извршниот комитет на партијата, освен припадници на македонците муслимани, за прв пат беше именуван и член од турската етничка заедница, докторката Нермин Теловска.